Ова издание на емисијата Македонија наутро го финишираме со два разговора од спортот и со тренингот на специјална олимпијада, значи спорт од сега па до крајот, останете до финишот на денешното издание. Спортот не оди без емоциите, меѓутоа спортот не оди и без хуманоста. Во студиото имаме гостин кој се занимава, односно инволвиран токму во ова сфера. Му велиме добро утро на Никола Митрески, кошаркарски судија, поранешен кошаркар, рапер, меѓу другото. Поранешен во обид за создавање на рап музика. Спортот и хуманоста. Твојот серијал Слободни фрлања е серијал кој се пласира на YouTube каналот и е единствен ваков спортски серијал во Македонија во моментов, а ако не се лажам и воопшто досега, емисија или серијал преку која собираш средства и ги уплаќаш на сметка на оние на кои најмногу им е потребно. Што те инспирира да направиш еден ваков продукт? Па вака, прво добро утро на вас. Фала што ме викнавте во вашата емисија. Добро утро на гледачите на македонската телевизија. Емисијата ми текна буквално спонтано. Ми дојде идејата за снимање на оваа емисија. И како што кажавте, порано нели бев кошаркар, рапер и некако природно ми дојде да направам една фузија на сите тие работи и да почнам една спортска емисија. Слободни фрлања, прво ми текна концептот во муабет, во соработка со моите дома, со сопругата, со брат ми. Се целосно се создаде она идеја што ја гледаме сега со хуманиот дел и сите тие работи. Средствата ги собираме со помош на нашите спонзори. Решивме онаму каде што е најпотребно нели од собраните од слободните фрлања, од успешните, да ги донираме средствата онаму каде што е потребно. Секое слободно фрлање си има своја цена, така наречена, и се собира одредена сума на пари, потоа таа сума се уплаќа на сметка на луѓето на кои има потребно лекување или што било друго во животот. Емисијата, односно серијалот ќе го наречам, е лежерен во разговорен стил, често на сленг, буквално фузија на рапот и на кошарката, она што е карактеристично за една друга голема кошаркарска сцена, а тоа е Соединетите американски држави. Сега како тој продукт според тебе и според фидбекот што го имаш од публиката, како се вклопува тука кај нас? На каков прием најдува? Па така, баш тој дел меѓу фузијата меѓу рапот и кошарката најмногу ја фала, да речам, гледачите и најмногу им се допаѓа. Буквално повеќето коментари на моите видеа се дека музиката во позадина е супер, така да продолжи, бараат гости што доаѓаат од хип-хоп музиката, така да поради тоа што ја бев порано, нели, рап изведувач, ми дојде идејата целата прва сезона да оди со макрап музика и така ќе продолжиме и во втора сезона. Мада ми се допадна и музиката со која ме најавивте, така да може да направиме некој изворна народна македонска, може да смените малку. Може да разбиете монотонија. Добро, дали некој надворешен фактор може да се вклучи во овој твој проект, во ова твое движење, ќе го наречеме, спојот на рапот и кошарката, баскетот, слободните фрлања и сето на што ги опфаќа спортот и хуманоста? Дали некој може да се приклучи, да донира средства, да потоа тие средства да бидат стриктно наменети за таму каде што е потребно или каде што е насочено, каде што е наменски? Па секако, јас упатувам апел во секоја моја епизода и по порталите каде што се објавуваат епизодите. Мојот мејл може да го најдат, slobodnifrlanja@gmail.com. Јас сум отворен за секаква соработка и како што кажа, секој што сака да помогне, да донира, може тоа да го направи преку нашата емисија. Добро, каква е гледаноста на серијалот? Какви гости имаш? Кои ти биле гости до сега? Така, првата епизода почнавме со Тони Зен. Јас го представив како најдобриот рапер меѓу кошаркарите и најдобриот кошаркар меѓу раперите. Потоа имав кошаркарот Пелистер Бован Стајич, две кошаркарки, Сандра Лазареска и Едина Муса, Стефан Лазаров, јутубер, моментално актуелен, тие беа во првиот дел, сега во вториот дел, еден исто рап изведувач, Гоце Сав, легендарниот Гоце Сав,
Кристијан Николов од МЗТ, 3-3 победниците на турнирот, и последниот ми беше Амир Смит од ТФТ Скопје. Сите гости што ги спомена досега се актуелни кошаркари, се во моментов се во жижата, се се популарни, играат кошарка во машка и во женска конкуренција. Гоце Саф исто така е актуелен, музичарите се актуелни, сакам да кажам. Дали планираш можеби некоја old school верзија со некој од поранешните наши имиња од кошарката, па и од музичката сцена, зошто да не? Па би сакал секако, зошто да не. Јас тоа ми е намерата, значи да биде една епизода кошаркар, една епизода некој што е надвор од кошарката. Сакав сам на себе си некој предизвик да си поставам за дали можам да победам професионален кошаркар во слободни фрлања. Тоа ми успеа неколку пати. Но секако во втора сезона и понатака се надевам ќе имаме повеќе успешни сезони, дека ќе бидат поканети и да очекуваат да бидат спремни и легендите од македонската кошарка, а и од музиката, од уметноста. Велиш си победи од професионален кошаркар во слободни фрлања од актуелните кошаркари. Малку сум повозрасен од тебе, немој да го очекуваш тоа ако во студио, односно ако на снимање ги викнеш Владко Владичевски, Јорданчо Давидков, Дејан Јовановски, Нешовиќ или можеби Петар Наумовски, затоа што тие не знаат да промашат. Добро. Си разговарал ли досега со некој од легендите да биде присутен во твојата емисија? Па лично не сум разговарал. Имав така во главата некоја листа на гости што ми беше спремна за првата сезона и откако ја пополнив, понатаму, мислам, не прекинав да разговарам за нови гостувања, но сега сме во подготовки за втората сезона, така да од имињата што ги наброја, баш ќе гледаме некој да контактира. Ќе ти помогнеме, ако можеме, ќе ги повикаме и ние, јавно ги повикуваме да бидат дел од твојата емисија. Бројките на гледаност какви се, дали си задоволен од одзивот на публиката? Па, задоволен сум. Како за ново нешто, ново шоу, да речам вкупна гледаност до сега имам околу на YouTube собрано од сите видеа преку 65-6 прегледи, што за наши услови тука, гледајќи на тоа каква е темата, значи е кошарка, 95% од публиката ми се е машка публика, така да се надевам дека во иднина малку ќе го прошириме целиот проект, ќе додадеме на содржина и ќе успееме да привлечеме дел и од женската публика. Сето ова за бројот на прегледи, за публиката, за имињата од актуелната и поранешната кошарка, односно актуелните и поранешните имиња од кошаркарската сцена или од рап музичката сцена. Сето ова го наведуваме и го зборуваме со цел да им посочиме на луѓето дека постојат општествено одговорни проекти кои може да се најдат по социјалните медиуми и по нашите медиуми, кои несебично донираат средства, се што е собрано во емисијата го донираат за оние на кои им е најпотребно. Тоа е причината поради која си тука. Како решаваш на кого да му бидат уплатени средствата? Дали од оние актуелни апели за помош или постои некој друг филтер? Точно, најчесто ги гледам актуелните апели за помош преку сајтот donacii.mk и на Facebook има неколку страни, каде што буквално предходниот ден се објавуваат апели активни на луѓе што им е во моментот потребно и според тоа гледам да секоја епизода на различни луѓе ги донираме средствата, така да Неблагодарно е да се зборува за тоа какви се реакциите на луѓето, на сите оние на кои им е потребна помош, секој средство, секој динар што се вели им е добре дојден и уште еднаш ги повикуваме оние кои што можат, оние кои што сакаат да те следат, твојот проект се вика Слободни фрлања, може да го најдат на YouTube, а потоа и да исконтактираат со тебе и да донираат по некое средство. Сега, кажи ни како си задоволен од твојот настап и твојот перформанс во првата сезона, која ти беше најтешка емисија во поглед на продуцирање и во поглед на надпревар со гостинот? Така, најтешка епизода веројатно ми беше првата со Тони Зен, бидејќи од секогаш сум го гледал него како некој идол пример за во рапот, како дете.
И со тоа што ми беше прва епизода, снимањето така малку течеше, да речам, од моја страна напнато, меѓутоа мислам дека финалниот резултат беше солиден. А надпреварувачки морам едина Муса да ја пофалам, погоди 9 од 10 и јас бев исто солиден во таа епизода, дадов 8, но не беа доволни за победа, така да од првата епизода навака све ми е веќе полесно, влеговме во штосот и немам веќе проблем. Полека се канализира. Дина е професионалец во се што прави, така што следниот пат внимавај кого каниш во емисија. Добро, Никола, да ни најавиш за следната сезона планови, период кога ќе почне емисијата и слично. Па вака немам некој конкретен датум за почеток на втората сезона. Во моментов, баш вчера се емитуваше прва епизода од еден подкаст поврзано со NBA лигата, во кој и таму сум вклучен како дел од проектот, се вика Фалу напад, исто можат на YouTube да го најдат гледачите. Овој период околу месец и пол ќе бидам таму вклучен, слободни фрлања се враќа секако. Овој пат целата сезона ќе се снима и е планирана во надворешен амбиент, нели? Помало, потопли денови, да. Така е. Тоа е идејата, тоа е целта, да бидеме надвор. Тоа е целта и планирани ми се неколку гостувања по другиве градови во Македонија, доста ми ги бараат гледачите, значи Гостивар како најкошаркарски град во Македонија, точно. Битола, Охрид, така да имам некои планови за гостување во другите градови, планирам исто така во Скопје да ги посетиме повеќе игралишта, да не биде само на мојот домашен терен, да не мислам дека... Да не биде само на сината страна од градот, те молам. Точно. Така. Добро, почитувани гледачи, тоа беше Никола Митрески, ти благодариме за учеството, те очекуваме повторно, ако не гостим во студиото, тогаш што некој видеоматеријал од твоите следни продукти, се разбира да излеземе малку надвор од главниот град, да видиме што се случува и низ Македонија. Ти посакуваме многу успех понатаму. Ви благодарам уште еднаш што повикавте и се гледаме во некоја нова епизода. Тоа беше, почитани гледачи, Никола Митрески, авторот на единствениот спортски хуманитарен проект кај нас, насловен како Слободни фрлања, во кој сите донирани средства, односно сите собрани средства преку донации се донираат таму каде што е најпотребно, а селекцијата се прави преку актуелните апели за помош.